Добран криптоентузијасти, како што ветивме, денеска го имаме специјалното неделно видео, по кое што разговараме за тоа кој е потенцијално најдоброто капитално добро да го поседувате во случај на војна, нестабилност, криза, пандемија и така натаму. Значи, нормално денеска ќе споредиме неколку добра, меѓу кои искрено не го земам во предвид нафта, иако беше ставено на самиот постер, ќе ги земеме најосновните, а тоа се акции, односно хартија од вредност, нормално најпопуларни и најкористени за акциите, злато, нормално крипто и последно е недвижност. С оглед на фактот дека кеш и нафта едноставно не гледам поедна зашто некој би чувал, посебно ако имаме војна, посебно ако кешот е од локално ниво, значи едноставно не гледам поента. Така да основните кои што ќе ги испоредиме се, па и би рекол најпопуларните капитални добра кои што се чуваат, од кои некои од нив се сметаат и за hedge against, така да капитални добра кои што се користат за така речена заштита на вашиот капитал. И ќе провериме, така. Со тоа што за следната недела веќе е подготвен нашиот материјал, односно почнуваме во вторник, каде што ќе разговараме за техничка анализа на пазарите, ќе направиме целосен преглед на пазарите откако истите ќе отварат денес во вечерните часови и откако нормално повторно ќе почне да се тргува нафта, која што знаете и сами дека е најкритична моментално. Во среда ќе имаме лайвстрим заедно со Гоце, ќе го проследиме FOMC состанокот. Ова е предпоследниот на Джером Пауел и пак ќе кажам со оглед на војната дефинитивно има што да се слушне од Федералната резерва. Многу сакаме да слушнеме која е нивната идеја, односно насоки за како ќе изгледа понатаму федералната, односно монетарната политика на Америка во оваа состојба. Во петок Астар, малку задоснување, но не се секирајте, кога нешто сме ветиле, дефинитивно ќе го добиете. Така да тоа е дел од нашата altcoin плейлиста, каде што анализираме различни криптопроекти. И во сабота ќе имаме Patreon заедница лайвстрим, нормално прашање од заедницата, се што ви интересира ќе одговориме, а потоа нормално овој запис видео ќе го доставиме до сите наши гледачи во недела. Така да тоа е во однос на нашата програма за следната недела и само мало потсетување, 29 март, тоа е за 2 недели од сега, офлайн митап до сега најголем во Македонија, во Битола, во Народниот театар, каде што во нашиот Facebook профил може да најдете линк до овој настан на самиот врв. Имаме голема количина на говорници, значи веќе 5 говорници потврдени за овој настан од 11 до негде 5-6 часот попладне. Со тоа што очекувате дека ева го и распоред, може да го најдете во самиот настан. Ова ќе биде, пак ќе кажам, до сега најголемиот митап кој што сме го организирале и дефинитивно ќе биде интересно да се сретнеме повторно, да поразговараме на некои интересни теми за крипто. Така да ве очекуваме сите на 29 март во Народниот театар во Битола. Влез како и секогаш кај гимиџијата македонците не плаќаат за едукација. Така да ве очекуваме да не посетите на овој многу битен настан за нас. Сега, како што ветивме, ово неделното специјално видео е со цел да објасниме како би изгледала една состојба на, би рекол, вонредна ситуација во секоја држава, во секоја нормално континент, земја, било каде може да се случи, каде што ќе се провериме што би се случило со потенцијални капитални добра доколку ваков тип на состојба настане нормално. Денеска, во однос на што гледаме, би рекол, на околу нас, дефинитивно најголема веројатност е тоа да биде војна, но во секој случај, без разлика на тоа каков тип на нестабилност станува збор, постојат исти карактеристики кои што ќе на некој начин ги оквалификуваат овие капитални добра како добри или лоши да ги имате во кризна состојба. И сега ние нормално овде земавме најстандардни, би рекол, најстандардни квалификации да видиме како би изгледало секој од овие капитални добра во случај на војна. Идејата е што луѓето најчесто не размислуваат што доколку почне војна или друг тип на регионална глобална криза, се додека не се случи истата. Веќе се наоѓаме во една високо комплицирана и волатилна глобална состојба, каде двете регионални војни во Источна Европа и Блискиот Исток многу лесно може да се прелеат во глобално ниво. Дури ова сценарио да не се реализира, ефектите од овие војни допрва ќе ги почувствуваме на сопствена кожа, посебно од економски аспект. Во таква состојба, што би било најповолно капитално добро за да го заштитиме сопствениот капитал? Сега, како што веќе кажавме, ова се четирите би рекол користени, најпобарувани капитални добра. Со тоа што пак ќе напоменам, она што го спомнавме на самиот почеток, јас едноставно не гледам како би можеле да користите нафта,
кога станува збор за вонена состојба како не знам пандемија, војна, општ неред во општеството или пак кеш кој што да бидеме реални во неговата основна форма е само тоалетна хартија во боја, посебно ако имаме ситуација во која што државата во која што живееме е под целосен колапс. Можеме да земеме пример моменталната состојба во Иран, каде што денеска, не знам дали видовте на нашиот канал, објавивме нова слика во која што, значи, Иран со цел да проба да се справи со моменталната екстремно голема инфлација поради постојаното принтање пари, почна да распределува нови банкноти од 1.000.000 томани со цел да проба барем да ја на некој начин заузда колку што може повеќе инфлацијата и да може едноставно да се користат парите поради нивната така речено безвредност моментално. Затоа и пак ќе напоменам, 4 основни капитални добра кои што верувам дека на некој начин имаа шанса да преживеат, барем делумно, во ваков тип на состојба понатаму остануваат криптовалутите, злато, акции, односно хартија од вредност, повторно би рекол акции, затоа што ако државата е во колапс, не гледам поента да држите обврзници и нормално недвижност. И сега ова се 4 добра кои што ќе испоредиме според неколку различни карактеристики, меѓу кои колку е голема можноста некој да може да ги обезвредни, колку е лесно да се држи во старателство, директно, да биде постојано во ваши раце, че едноставно да не морате ова добро да го чувате во банка, на платформа и така натаму, колку е лесно да се ликвидира, односно искористи како платежно средство или претвори во друг облик на капитал, средства и услуги, значи неговата ликвидност во однос на потребите кои што ги имате посебно во ваков тип на радикални состојби, дали е лесно да се транспортира, може ли и колку е лесно да ви биде одземено, конфискувано против ваша волја, поради X причини, ќе разговараме за тоа, колку е неговата долгорочност, како и може ли да се подели на помали единици, што е екстремно битно во вакви ситуации. Сега, првата состојба која што мораме да ја споредиме е, која што е исклучиво битна, дали може некој да го обезвреди. Кога станува збор за кеш, како што кажавме, еве го прост пример, кој што веќе го спомнавме на самиот почеток, значи имаме ситуација во која што државата првото нешто што го обезвреднува е токму кешот. Значи дека држење кеш, барем според мене, мораме да разбереме дека ова не е финансиски совет, ова е само една кратка анализа на тоа како изгледаат моментално состојбите во светот и што би можеле да направиме со цел да потенцијално се заштитиме. Нормално ова е мое гледање на работите. Со тоа што, како што веќе кажавме, кешот е првата работа која што една влада би ја обезвреднила со екстремно принтање. Кога станува збор за се останато, дури и да немаме војна во основа, ако го земеме златото како пример, прост пример, ова е најнова вест од 1 декември 2025 година, каде што Иран вели се открили нови досега непознати резерви на злато во одреден регион, односно провинција од оваа земја. Што ни кажува тоа? Дека ние прво не сме ни свесни која е реалната конечна количина на злато само на нашата планета, а не можеме ни да разговараме за тоа колку потенцијално злато би можеле да најдеме доколку нашата човечка раса конечно успее да го достигне оној сон за интерпланетарност и да потенцијално ја насели месечината или би рекол Марс, каде што уште еднаш да напоменеме, замислете ако имаме ситуација во која што на Марс моментално најдат огромни количини на злато, тогаш ова злато што ние го имаме на земјата едноставно ќе стане многу помалку вредно. Така да, за разлика од биткоин и криптовалутите кои што имаат некои од нив, не сите, конечен биланс на коини, конечна количина која што не може да биде променета, освен ако при тоа не го направи тоа целиот екосистем заедно, зборуваме нодови или нормално мајнерите, доколку станува збор за proof of work тип на блокчейн како што е биткоин и лайткоин. Сега да кажам дека можеби не секој од нив се безбедни, но голем дел од овие коини до сега покажале дека може да им се верува, посебно ако станува збор за proof of work, па би рекол и proof of stake како што е Ethereum моментално, дека на вистина имаат конечна количина на unity, односно единки, и дека едноставно тоа е, би рекол, апсолутно нема никаква логика како би се променило. Вие не може да ги натерате останатите луѓе кои што поседуваат дел од ова капитално добро, доброволно да го зголемат бројот на истите, затоа што на тој начин ќе го намалат сопственото богатство, односно вредноста на коините, односно единките кои што ги поседуваат. Така да, во однос на криптовалутите очигледно не може да има повеќе од она што е го споставено со основните правила на блокчейнот. За разлика од тоа, акциите може да бидат во било кое време нормално би рекол дайлутет, односно да им биде намалена вредноста. Еве прост пример,
Ова е во милиарди долари на годишно ниво, колку нови акции постојано има. Нормално дел од нив се IPO, Initial Public Offering, каде што за прв пат нормално една компанија станува јавно тргувана, но голем дел од тоа е и изголемување на бројот на акции на компании кои што дополнително после овој initial, односно првичен би рекол момент на принтање односно издавање на акции, одлучуваат тоа да го направат повторно. Што значи дека во било кое време со одлука на би рекол собранието на едно акционерско друштво или пак зависи како е во нивниот статут, може тоа да бидат и само одбор на директори и така натаму, може да одлучат да зголемат број на акции, на тој начин да ја намалат вредноста на акциите кои што вие ги поседувате. Значи дека акции генерално дури да нема војна, имаме ситуација во која што буквално една група на луѓе одлучува дали потенцијално некој ќе ви намале вредноста на акциите кои што ги поседувате. Истата ситуација можеме да забележиме и со недвижност, каде што гледаме дека на годишно ниво во проценти, овдека значи не е дури ниво вредност, туку во проценти, од 2 па до 12% се зголемувала глобалната количина на недвижност на годишно ниво. Тоа ви кажува дека постојано има нови недвижности, што значи дека иако можеби тоа за сега не е момент каде што имаме ситуација во која што би ја намалила вредноста на недвижностите, но земете град кој што не е толку густо населен, а има голема количина на куќи, нормално дека таму многу лесно може да видите како вредноста на недвижноста паѓа, колку помала количина на да речем население има, а поголема количина на куќи се на пазарот. Така да сакам да ви кажам дека во однос на се што гледаме овдека, овие 4 основни капитални добра, дефинитивно само крипто е она кое што има ограничено количество на единки на пазарот, се останато може да биде дополнително, би рекол, испринтано, да биде дополнително намалена вредноста на оно што го поседувате. Втората карактеристика е колку е лесно да се држи во старателство, односно директно да го поседувате или пак да биде, би рекол, целата оваа вредност на така речено капиталното добро во ваши раце. Посебно ако станува збор за ваков тип на радикални промени во општеството, како војна, пандемија, криза, било што, ова е една од клучните работи кои што би биле екстремно позитивни за вас да може да ги поседувате во било кое време. Кога станува збор за криптовалутите, значи вие многу лесно можете Trezor, Ledger, Tangem да ставите во джеп, не знам, патика, ранец и дури и немате ни потреба, се што треба да направите е на едно ливче хартија да ја запишете фразата од вашиот новчаник и било каде кога ќе стигнете на сигурност да купите нов Ledger, Tangem, Trezor и едноставно да ја впишете оваа фраза, што значи дека на крајот од денот кога ќе ги споредиме со останатите капитални добра, крипто е апсолутен шампион во оваа категорија. Со оглед на фактот дека ако станува збор за акции, кои што можеме да ги забележиме овдека, првата работа е дека кога станува збор за акции во Америка, како и во многу други земји, постојат правила, како на пример правилото за accredited investor, каде што вас дури нема ни да ви биде дозволено да купите акции доколку немате одредена финансиска моќ, односно да имате одредена количина на годишен приход, одредена количина на капитал во банка, за да ви биде дозволено да смеете да купите акции. Значи дека вие сте ограничени дури да не можете да ги поседувате овие акции, а не па да зборуваме за постојано нивно држење во сопствено старателство. Да го трнеме тоа на страна, да речеме дека можете да ги купите овие акции. Треба да разбереме дека ликвидирањето, односно работата на овие акции, многу често е поврзано со работата на пазарите. Секој од овие капитални добра кои што може да ги поседувате како акции, без разлика дали е тоа компанија или пак можеби дел од, не знам, нафта и така натаму, се поврзани со отварање и затварање на пазарите. Што значи дека ако вас ви се потребни сега ликвидност на капитал да може да ги промените, купите, продадете, а се наоѓате во викенд каде што овие пазари не се отворени, тоаш Господ нека ви е на помош. Да, некои од платформите дозволуваат тргување преку викенд, но генерално овој пазар, барем сега за сега, е ограничен од отварањето и затварањето на пазарите. И дополнително да не забораваме дека вие поседувате акции, освен ако тоа не се акции кои што ги поседувате во писмена форма, заверени во нормално архив или во оваа ситуација Комисијата за хартија од вредност, секоја држава е различно. Значи да, во таа ситуација вие ги имате заверено, така речено, на државно ниво и тоа се ваши акции и се додека некој не го промени статутот на тоа кој ги поседува овие акции во ваквиот архив, вие нормално ќе ги поседувате. Но 99,9% во денешно време сигурно не купуваат акции на тој начин, купуваат како преку платформи. Како што гледате овде имаме 3 примери за платформи како Interactive Brokers, Robinhood и Toro,
каде што вие ги посетувате овие акции, но тоа се само бројчиња на екран. Зошто го велам ова? Затоа што ако вие отидете во некоја држава во која што оваа платформа не е достапна, автоматски вие се наоѓате во ситуација да едноставно не може да дојдете до сопствениот капитал, што е екстремно негативно, посебно ако станува збор за војна, пандемија и така натаму, и се најдете во држава во која што едноставно оваа платформа не е достапна. Тогаш како ќе стигнете до вашиот капитал? Кога станува збор за злато, слична ситуација, во физичка форма реално голема количина на злато е едноставно прво неисплатливо, второ екстремно ризично да го поседувате. Значи ако вие го имате ова во ваша физичка форма, тогаш треба да имате и начин физички да го заштитите, така да реално е доста опасно. А втората работа е, ако исто како и акциите го имате во дигитална форма, тогаш нема апсолутно никаква разлика. Дали се тоа акции во некои компании кои што вршат мајнинг на злато, дали е тоа дигитална верзија на злато или пак е ETF на злато, апсолутно нема никаква разлика. Вие сте на некој начин со обструкции како во состојбата на акциите, каде што зависи од дали платформата ја има во земјата во која што се наоѓате и дали во однос тоа како изгледа пазарот и она што го дозволува самата платформа, можете во било кое време да продадете и да купите. Така да имате го тоа превид, кога станува збор за старателство, односно директно физички да го поседувате, златото е, пак ќе кажам, доста опасно да го поседувате во голема количина во ваша лична физичко старателство, а пак ќе кажам, додека ако станува збор за дигитална верзија, тогаш нема некоја голема разлика од акциите, навистина имате големи обструкции, доколку навистина брзо ви треба. И кога станува збор нормално за недвижности, да бидеме реални, да, вие може да поседувате физички една недвижност или да се наоѓате во неа, да не може да поседувате 5 недвижности и тие да бидат безбедни, затоа и првото сликиче со крадец кој што едноставно може во вашата недвижност да влезе, да направи штета, да украде, посебно ако вие не се наоѓате таму. Значи затоа и велам, кога станува збор за директно старателство, вие може потенцијално да имате под директно старателство една недвижност, не може да имате 5, посебно ако се на различни локации, а додека кога станува збор за војна, Бог нека ви е на помош, затоа што можеби ќе може да заштитите злато и евентуално акции кои што се наоѓаат на платформа, кои што не се во хартиена форма и така натаму, но не знам како ќе успеете да заштитите недвижност, посебно ако тенкови се движат по вашите улици. Така да околу овој дел мислам дека недвижност е најлошата дефинитивно во овие 4 капитални добра категорија која што може да имате како капитал во оваа состојба. Следната нормална карактеристика е колку е лесно да се ликвидира, односно искористи како платежно средство или претвори во друг облик на капитал, средства и услуги. Колку може да го користите постојано. Пак да почнеме од недвижностите, пак ќе кажам Господ нека ви е на помош, ако треба брзо да продадете недвижност, прво ќе изгубите огромна количина на вредност на таа недвижност. Второ, дали воопште е тоа и возможно на брз начин вие да ликвидирате недвижност, затоа што, како што знаете и сами, постојат многу процедури кои што треба да бидат запазени. За разлика од тоа, кога станува збор за акции, значи тоа може да го направите само на места каде што е достапна вашата платформа. И од друга страна, јас лично не познавам како би можела да се искористи акција како платежно средство. Како што, например, вие ќе влезете во маркет и ќе искористите акција за да купите, не знам, лепи кафе. Така. Затоа пак ќе напоменам, значи ако треба да ги ликвидирате, како и во првиот слайд, сте ограничени од тоа дали практично вас, платформата ви е достапна, дали пазарот е отворен во тој момент кога сакате да продадете, а зборуваме за ви е потребен кеш брзо, така. Значи потребно вие да ги имате во ликвидна форма, дури да не е ефективен кеш. Кога станува збор за злато, би рекол дека опрлика е на слично ниво како акциите, зошто? Да, ако е физичко злато, вие дефинитивно можете да го продадете, но кога станува збор за физичко злато, прво, ако треба да го продадете во, би рекол, брза форма, како планирате тоа да го направите во момент на криза, во момент на војна, каде што вие треба да добиете, би рекол, против вредност, не знам, пари, храна и така натаму, како вие прво ќе потврдите на оној кој што го купува ова злато во состојба на војна и општ хаос, дека, например, навистина е 24 каратно злато. Како ќе го направите тоа? Од друга страна, може да очекувате дека дефинитивно вредноста која што ќе ја добиете за замена за физичко злато, ефективно сигурно ќе биде многу помало од она што реално би го продале во мирнодопски услови, во соодветна продавница со соодветни инструменти да се измери квалитетот на злато и така натаму, но ние зборуваме ситуација во која што бомби паѓаат над вас. Така да реално златото можеби е практично да може да го искористите за купување и продавање, затоа што на глобално ниво апсолутно сегде е прифатено,
Но имате во предвид дека, пак ќе напоменам, кога станува збор за физичко злато, кога станува збор за ефективно радикални услови околу вас, многу често се случува да биде и опасно да го продадете, ако го продадете добиете многу помала количина на пари за возврат и дополнително да се подсетиме дека доколку ова злато се наоѓа на некаква платформа, значи да, вие можеби како што се акциите ќе може да го продадете, ќе може да направите размена, но од платформа да треба да платите со злато, мислам дека ја такво нешто не сум видел, исто како акции, значи едноставно не сум видел платформа која што ви дозволува да плаќате директно со злато, можеби јас не знам, можеби сум грешка, но генерално дигитално злато, барем во таква форма, се уште не сум видел. Кога станува збор за крипто, мислам дека имате милион начини на кои што може да направите трансакција. Прво, нормално би почнале од наједноставниот, тоа е дебитни картички во денешно време имаат апсолутно сите менувачници, огромен број би рекол на апликации и така натаму, каде што се што треба е ваше количината на крипто да депонирате на нивниот новчаник или на вашиот новчаник во нивната платформа и вие да ги имате достапни за плаќање. Дури ако моментално тоа не ви е достапно, имате Lightning Network, кој што може да го користите во било кое време, peer-to-peer, каде што може буквално на некого да му пратите на неговиот новчаник било каков тип на валута, цексови, дексови, ако имате пристап нормално, пак ќе кажам, до интернет, каде што ќе можете едноставно да ги продадете овие валути 24/7, некако платформите за акции, во било кое време, за нормално противредност да добиете или кеш или стейблкоин, што ви е потребно, и буквално на некого може да му пратите пари, тоест било каков тип на крипто на новчаник, он да ви даде кеш на лице место, каде што реално правиме муавет, многу е помала веројатноста дека некој ќе ви направи проблем за тоа која е вредноста на оваа валута, затоа што е јавно позната. Значи, вие во тој момент, во било кое време, може да покажете колку е вредноста на биткоин кога го продавате. Така да во оваа категорија, јас ако ме прашувате, мислам дека крипто е апсолутен шампион, затоа што има милион начини на кои што можете да го искористите за плаќање, да го промените во било каков тип на средство, услуга, добро и така натаму. Дали е лесно да се транспортира? Кога станува збор за крипто, пак ќе напоменеме, значи апсолутен шампион, било каков тип на wallet, зборувам на cold wallet. Од друга страна, дури реално не морате да го транспортирате, може имате човек на другата страна, едноставно го праќате кај него на новчаник, одите таму, криптото ве чека, или пак ќе напоменам, го имате напишано на некоја тетрадка, нешто не е битно, одите од другата страна, само купувате нов новчаник и дали имате $1000 или 10 милиарди долари, вие сте успеале да поминете цел свет и никој нема ни да знае дека вие со вас имате 10 милиарди долари. За разлика од тоа, јас пак ќе напоменам, ако имате голема количина на злато и планирате да дадете богатство за истото да биде трансферирано со ваков тип на, би рекол, вооружен транспорт, тогаш супер за вас. Но ако немате и треба да поминете, не знам, на аеродром, само би ви рекол со среќа, ако треба во кризна состојба, воена состојба, вие да дојдете со 3 прачки злато и да пробате да поминете на аеродром. Не знам како ќе си поминете, нека ви е со среќа, ако некој успее, ќе ве замолам, кажете ми, би сакал да слушам за вашето искуство. Кога станува збор за недвижност, значи ако треба да транспортирате, исто така би рекол со Господ напред, па ќе кажам, ако успеете да најдете доволно голем камион, пак во време на паѓаат бомби од небо, тоа е супер за вас, одлично. Ако останува збор за акциите, значи ова е достапно само на места каде што е достапна и вашата платформа. Автоматски, ако се наоѓате во земја во која што вие не ви е достапна платформата, вас не ви се достапни капиталните добра во облик на акции, едноставно. Кога станува збор за тоа колку е значи долгорочноста на овие капитални добра. Овдека златото би рекол и крипто се на некој начин на иста состојба, се додека имате фразата, без разлика дали се расипал леџерот, дали трезорот престанал да работи, дали сте ги изгубиле тангем картичките, се додека имате фразата запишано на соодветно место, дури не мора да запишано, доволно да запамтите, така. Значи, тоа е бесконечно. Вие во било кое време можете да пристапите до вашите криптовалути. Исто одека би рекол дека ситуацијата со златото е на исто ниво, со оглед на фактот дека златото, иако можеби не е целосно неунишливо, затоа што како метал во најчиста форма е многу меко, но генерално многу тешко влегува во хемиски реакции со останати елементи и дополнително не кородира, значи не рѓосува, што значи дека го прави како метал доста поволен за долгорочно чување. Нормално вие нема да чувате златото надвор двор, да бидеме реални, па затоа и нема проблем со неговата мекост, но генерално ова е, да речеме, една од попозитивните работи кога станува збор за златото. Истото е, би рекол, во наш кога би го споредиле со човечки живот, дефинитивно неунишливо. Кога станува збор за куќа,
Односно, недвижност, не знам како да ви објаснам. Дали има војна или нема војна, недвижност која што не е одржувана, завршува како овдека на сликата, како што може да забележите, додека кога станува збор за војна, не знам како да ви кажам во однос на тоа колку е долгорочноста на еден објект, сте видели и сами како изгледа моментално во Техеран во Иран. Овдека би спомнал и за акциите. Нормално дека нивната долгорочност е нормално додека постои самата компанија, затоа што тоа е уствари удел во компанијата. Тоа е колку голем дел од компанијата вие поседувате. Така да, доколку дојде до било каков тип на затварање на оваа компанија поради X причини и нејзина ликвидација, автоматски и вредноста на вашите акции престанува да постои без разлика дали тоа ви се допаѓа или не, односно истата ќе мора да биде така речено претворена или во ефективен материјал кој што го поседува компанијата, кој што ќе ви биде доделен, или пак во ефективен, нели зборуваме за парични средства, но како и да е ограничено со долгорочноста на самата компанија. Ако е војна и имате удел компанија во таа држава, супер. Може ли да се подели на помали единици? Значи, можеме да забележиме дека кога станува збор за крипто, ефективно може да го поделиме како сакате и колку сакате. Односно, знаете и сами, наједноставниот пример е биткоин, каде што истиот може да биде поделен до апсолутно 1 милион од биткоин, што е уствари еден сатоши. Истото можеме да го видиме и со Етериум, и со Гвеи, тоа се валути кои што се најпознати по нивната секундарна валута, односно на минимална валута. Истото важи и за апсолутно секоја друга валута, која што е крипто, со исклучок на стейблкоините, кои што може да биде поделени на екстремно мали количини, што не е случај со апсолутно ништо останато. Односно, кога станува збор за акциите, да, некои од платформите дозволуваат фракционални удели во нормално компании, тоа се фракционални акции, каде што вие не може да купите една цела акција која што например кошта $5000, може да купите пример 20% од истата, на тој начин вие имате фракционална акција. Но тоа е само на платформи кои што тоа ви го дозволуваат, од друга страна пак ќе напоменам ги имате истите ограничувања како што ги разговаравме претходно, отварање на пазари, дали е достапно по формата во земјата во која што се наоѓате, така да тоа е големи рестрикции дури да поседувате фракционални акции, но повторно фракционална акција вас не ми менува ништо, кога станува збор за ваков тип на радикални состојби во кои што вас ви се потребни овие средства да може да купите нешто. Така да вие не може да отидете во продавници и на некој да му кажете, знаете што, ја поседувам 1/20 во акција во Амазон, што би сакал да заменам за леп. Како ќе го направите тоа? Така. Кога станува збор за недвижност, исто така е доста смешно, значи супер ако треба да поделувате на помали единици, посебно во време на паѓање на бомби, и ако сакате да продадете само една соба, така би било доста интересно, но кога станува збор за злато, да, постојат помали единици, како што знаете, сами дури до неколку грамови, со тоа што реално во ред, имате, например, 100 грама плочка од злато, како вие во продавница ќе му објасните на човеков колку тоа вреди и нели колку би сакале да замените за него. Од друга страна пак ќе ве прашам дали вие некогаш во животот сте виделе некој да влезе негде во најосновна продавница, што дефинитивно ги ви е потребно во време на војна, да може да купи основни намирници со било која мала количина на злато. Од друга страна, како ќе докажете вие на тие луѓе кои што се обидувате да купите дека тоа навистина е злато, така. Така да имате го тоа предвид кога станува збор за вакви радикални времења. И овдека ни останува да кажеме една генерална состојба на ова што моментално го видовме. Значи, доколку се најдеме во состојба на глобална криза или војна, препорачуваме многу добро да размислите што ќе биде капиталното добро во кое ќе ги алоцирате сопствениот капитал. Карактеристиките на капиталните добра кои што ги истраживме имаат јасни недостатоци и предности, затоа одлучете внимателно. Односно, ја не велам дека е времето дојдено да се најдеме во војна, но познавајќи историјата на човештвото, тоа не би ми изненадило. Така да би напоменал овдека дека навистина треба да седнеме и да размислиме што доколку се случи. Не велам дека ќе имаме трета светска војна, не велам дека сме на правото од истата, иако некои работи го покажуваат тоа, но ја верувам дека секој образован човек кој што сака себе си да се заштити, дефинитивно треба да има план што доколку ова навистина се случи. Така да би препорачал на сите вас едноставно да го имате ово превид и да размислите што доколку се најдеме во таква состојба. И за крај, после успешна недела со многу информации, многу едукација, како што знаете, кај на саботата не запира како и никогаш, би ве замолил доколку не сте да станете дел од нашата Patreon заедница, да ни се приклучите на оваа авангардна заедница која што се обидува да
се едуцира едни помеѓу други, спробуваме сите наши членови да се информираат едни со други сите овие членови, така да станете дел нашата Patreon заедница и поддржете не во нашата работа. Линк до истата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Оваа мала чланарина која што имаме на месечно и годишно ниво и помага да правиме уште повеќе вакви едукативни, информативни видеа на македонски јазик за сите македонци во светот. Дополнително ќе имате привилегија да бидете дел од нашите чатови, каде што ќе може да разговарате со сите наши членови, да споделувате ваши мислења, анализи и нормално да уживате во она што го споделува нашата заедница. Дополнително имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Не заборавајте во текот на следната недела, во сабота имаме лайвстрим исклучиво за нашата Patreon заедница, каде што ќе може да ни поставите прашања, ќе може да се вклучите директно да разговарате со нас и на тој начин нормално да споделиме се што ви интересира, да одговориме на сите ваши прашања. И сите овие офлайн видеа, како што моментално ова, прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа нормално и на нашиот канал. Дополнително за оние кои што потенцијално сакаат да го обноват своето членство или да го реализираат своето членство на годишно ниво, тоа може да го направат со испраќање на порака на cryptogameggia@gmail.com, каде што ќе ни кажат во која валута им одговара да платат, а ова се сумите за годишно членство со 30% попуст од Patreon би рекол уплатата и ние ќе ви испратиме линк до годишното членство на нашата платформа, нормално, а вие ќе може да уплатите во криптовалути. Уште еднаш, благодарам сите кои што се дел од нашата Patreon заедница, благодарам за нивната поддршка, се најавам дека ќе бидете овдека со нас и уште долго. Ние, како што гледате, и сами не престануваме со работа ни по било која опција до сега, така ќе продолжи и понатаму, така да благодарам за поддршката. Се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGameggia и од топлата Малта. Your broken back. Wall Street bleeds you while the bank is stacked. But Jamaica cracks the code tonight. No permission, we reclaim our right. Through the blockchain, burn the throne. Decentralize, the power's ours alone. Break the chain while they slash. Jamaica teaches power, sure it's okay. No more sides, no more lies. Crack the revolution, tear it down. No suits selling Ponzi paradigms, just proof of work and open source truth. Watch the teacher validate before your eyes, while central banks choke on their own abuse. Wait, bear the chain while they slay. MIGA teaches power's yours, okay. No more sides, no more lies. Crack the revolution, tear it down. They call it danger, we call it free. They hoard the gold, we code the key. One lesson, one node, one student unchained. Jamigia's army, the whole system drained. To the margins, to the digital streets, knowledge flows where oppression meets. So stand up now, reject their plan. Peer to peer, we make our stand. In the matrix, we found the crack. Jamigia leads, there's no turning back. Rewrite the rules, burn down the wall. Decentralize, we're taking it all. Hey, bend the chain while they slay. Jamigia teaches power's yours to gain. No more chains, no more lies. Crack the revolution, tear it down. Hope for peace, holds the case. Not the base, not the base. Who validates truth, who validates truth. Way to way down. From valleys to the world, word validate a vote. Jamigia drops knowledge, not financial advice. This ain't their system, it's decentralized. Revolution!